Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате третиот дел од книгата Односот помеѓу религијата и политиката во исламот. Ова е говорот што го одржал Хазрети Мирза Тахир Ахмад на Интер, религискиот собир во Суринам. После говорот на говорникот му беа поставени многу прашања и следуваат одговорите на нив. За жал, како што ќе можете да забележите, некои прашања не се точно запишани, но одговорот укажува зашто било прашањето. Прашање: дали постои одредено недоразбирање во западниот свет во однос на шеријатот? Одговор: благодарам на ова остро прашање. Сепак мислам дека таквите прашања се надвор од предметот на оваа дискусија. Она за што ние зборуваме е можноста да се усвои религиски закон, како државен закон. Јас верувам дека тоа не е можно. Тоа не е можно дури и ако искрено и срдечно така посакуваме во името на Бог, дури ни тогаш не е можно. Ние отидовме толку далеку од религијата. Станавме лицемери. Целото човеково општество стана лицемерно. Лицемерството е и во политиката и секаде во општеството. А лицемерството не и дозволува на Божјата реч да пушти корен. Тоа е главниот проблем. Прашање: јас чувствувам дека во ова модерно време не можеме да примениме закон кој дошол од старите времиња. Ве молам да објасните. Одговор: јас значително го проучував ова прашање. Верувам дека религијата може да биде трајна и универзална под услов нејзините принципи да бидат вкоренети длабоко во човековата свест. Човековата психа е непроменлива. И тоа всушност е она што го тврди честниот Куран. Тој вели дека тоа е диннул фитра, значи вера или закон базиран на човековата природа. И исто така латабдила лекхалхилах, што значи дека Божјото создавање и сето она што го создал во вас, волја, карактер и така натаму, и основната склоност нешто да правите или да не правите, сето тоа останува исто. Како последица на тоа, било кој закон вкоренет во човековата свест, исто така мора да биде универзален и траен. Но честниот Куран не застанува тука. Тој не го држи монополот над оваа вистина. Тој оди понатаму и вели дека сите религии во својот стадиум на појавување и во стадиумите на развој темелно биле исти и сите носеле основни вистини кои се сродни на човековата природа. На ова Куранот се повикува како диннул каима. Тој вели дека постоеле три темелни одлики во секое религиско учење. Прво, да го подобрите својот однос со Бог, да му бидете искрени и предадени. Второ, него да го обожувате. Во куранска смисла, обожувањето не значи само со јазик да ја искажеме почитта, туку да настојуваме да ги стекнеме Божите атрибути. Трето, да им служиме на луѓето и да трошиме за сиромашните. Ова, според честниот Куран, се три темелни ограноци, кои се заеднички за сите религии. Меѓутоа, со текот на времето и преку вметнувањата тие подосна биле променети. Според тоа, она што е потребно е подобрување на овие промени, а не нова вера. И тоа е она што се случува со доаѓањето на секој нов пратеник. Значи, тоа е многу комплицирано прашање и исто така не е директно поврзано со предметот на оваа дискусија. Се надевам дека ова ќе биде доволно. На прашањето дали исламскиот закон или било кој друг религиски закон може да биде наметнат со сила, јас велам не, бидејќи тоа е спротивно на духот на самата религија. Честниот Куран вели: ла икрахе фиддини, нема присила во верата. Ова е тврдење на честниот Куран, се разбира,
но тоа е универзално тврдење кое никогаш не може да биде променето. Тоа е пример како законите можат да станат постојани и универзални. Тој овде вели, нема присила во верата или во нештата на верата. Не е можна никаква присила и никаква присила не е дозволена. Така, тука се поставува прашањето, ако една религија го наметне својот закон на општеството во кое живеат луѓе со поинаква религија и поинакво верување, како овој ајет ќе застане наспроти вашето настојување за присила? Тоа нема да биде спротивно само на луѓето од другите религии, туку и наспроти луѓето од истата религија кои не се наклонети кон тоа. Од тие причини, ова е темелно прашање. Затоа, и заклучокот е дека присилата не е инструмент на религијата, односно не е валиден инструмент во религијата. Во исламот, единствено овластување за воведување на шеријатот го имал честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем, кој бил кадар да го задобие тоа право. Зошто? Бидејќи тој бил жив пример на исламот и поради тоа кога бил истражуван неговиот карактер, неговата честна жена Хазрети Аиша рекла, тој беше живиот Куран. Така, единствената личност на која може да и биде доверена верата на другите и на која може да и се одобри употребата на присила, таму кај што ќе почувствува дека е неопходно, е честниот пратеник. Но сепак, обраќајќи му се, Аллах во честниот Куран вели: ти само предупредуваш, ништо повеќе, тебе не ти е дадено овластување за присила. Ти не си полициски надзорник. Мусеитир точно значи полициски надзорник. Затоа јас велам дека присила не е можна. Ниту е одобрена од Бога. Понатаму, што е тоа што муслиманите ги спречува да го следат Божиот закон? Зошто да чекаат целото законодавство да биде сменето? Повеќето од прописите на исламот и повеќето христијански прописи, како и хинду прописи, можат да се практикуваат, иако не се државни закони. Уште повеќе, тоа е откако се прифатени општите принципи на современите политички мислители, дека на религијата не и треба да и се дозволи да се меша во политиката, ниту на политиката да и се дозволи мешање во религијата. Мешањето е она за што јас зборувам, не соработката. Соработката е вториот дел од истиот предмет. Значи, ако општеството има волја да живее во склад со своите собствени религиски прописи, зошто тогаш дадениот религиски закон треба да биде усвоен како закон на државата? Јас ќе наведам пример како шеријатскиот закон веќе не успеал во Пакистан. Во текот на режимот на починатиот генерал Зија, исто така биле основани муслимански шеријатски судови. Изборот бил оставен на полицијата или некој од прекршителите да го казни и да го одведе на шеријатски суд или пак да го одведе на обичниот суд. Знаете ли кој бил резултатот? Тешко дека и еден случај за кој е водена постапка бил испратен во надлежност на шеријатскиот суд, бидејќи полицијата ја кренала цената на митото и тие им се заканувале на луѓето дека ќе ги одведат на шеријатски суд, доколку не платат двојна цена од вообичаеното мито. Тоа не бил правилен исход и ќе бидете изненадени кога ќе увидите дека од илјадници можни случаи, тешко дека 2 или 3 биле испратени на шеријатскиот суд, и тоа само поради политички притисок. Некои политички партии сакале да ги казнат своите непријатели и сакале таквите случаи да ги решава шеријатскиот суд. Ова е стварноста. Како ние тоа можеме да го смениме? Прашање: која е причината за промената во законите, која ја донесувале новите пратеници? Одговор: пред се, дозволете ми да кажам дека ова воопштување всушност е многу храбро. Кога ја проучувате историјата на религијата, ќе видите дека секој пратеник не е дојден за да го промени законот на објавата
на претходниот пратеник. Најчесто, пратениците доаѓале да го засилат законот и повторно да го стават на здрави нозе, не да го сменат. Например, ако ја проучите историјата на јудизмот, ќе бидете изненадени кога ќе увидите дека дури и до доаѓањето на Исус Христос, Иса алейхи селам, никакви нови закони не биле воведени. Тие биле променети или напуштени од луѓето, пратениците правеле напори повторно да ги втемелат, да ги убедат луѓето, да ги практикуваат и повторно оригинално да ги толкуваат. Така, историјата на религијата, каква што не ни е објавена со проучувањето на главните религии на светот, ни зборува потполно поинакву. Свртете се кон Кина, например. Лао Це дошол со учење. Ниту една точка на тоа учење не е променета од страна на Конфучије. Учењето кое тој го засилил и повторно го протолкувал било всушност истото учење. Но јас се согласувам и честниот Куран јасно заповеда дека законите понекогаш треба да се променат. Но прашањето е дали тие се променети во темелите или површински. И како се променети? Дали бараат понатамошна промена или не? Исто така, ова е многу важно прашање, кое за мене е вистинско прашање, на кое треба да одговорам. Сега ќе наведам 3 примери од историјата за промената на природните закони и ќе завршам со конечното решение во исламот. Во јудизмот, поради долготрајно измачување на израелците од страна на фараонот, тие ја изгубиле човековата одлика на храброст и предизвик, дури и тогаш кога биле во право. Да преземат праведна освета било нешто надвор од нивната мок и сила, бидејќи долго време биле угнетувани. Ова е слично на она што им се случува на кашмирците во Индија, тие што биле сурово третирани, после некое време почнале да зборуваат. Во ред, ние им простуваме на нашите мокни пријатели, но не и на слабите. Значи, кога ќе се појават такви погрешни сваќања, тогаш овој закон мора да биде само привремен закон, за да ја исправи направената грешка. И тоа е всушност она што се случило во поглед на законот на Муса за осветата. Око за око, зап за зап. Тоа толку било нагласувано, што немало простор за простување. Тој закон бил практикуван долго време. Тогаш дошол Исус Христос, алейхи селам. До тоа време, евреите го заборавиле и самиот збор простување. Само треба да го прочитате Шекспировиот Трговецот од Венеција, за да дознаете до што тие дошле. А Исус Христос, Иса алейхи селам, и да им одобреше освета, луѓето чии срца толку стврднале, никогаш не би опростиле. Тие би рекле, осветата исто така е дозволена, зошто да не се осветиме? Само за да ја стивнат својата болка. Така Исус им го одземал правото на освета, но таа наредба не можела да биде постојана. Ова се подрачја каде понекогаш биле објавувани привремени учења, но само за одредени периоди и за одредено време, како и за одредени историски епохи, но не и за постојано. Тогаш дошол честниот Куран и законот кој е поврзан со овој предмет, спомнат во честниот Куран гласи: а на злото може да се возврати со иста мера. Ако некој прости и тоа доведе до подобрување, неговата награда е кај Аллах, на вистина, он не ги сака престапниците. Ова е еден принцип. Друго, вие исто така можете да простите, но не безусловно. Можете да простите ако простувањето доведува до израмнување. Ако тој го унапредува престапот, тогаш не можете да простите. Тоа е куранска верзија која стои на врвот на развојот на мислата. На сите мои патувања кога имав средби со бахајските пријатели, со некои други зналци од разни делови на светот, секогаш им го поставував следниот проблем. Ве молам, кажете ми како да го промениме овој закон во склад со барањата на новото време. До сега не сретнав ниту еден човек кој бил во состојба да предложи било каква промена на овој конечен закон. Според тоа, ако законите се еластични, прилагодливи и втемелени на одредени принципи
и вкоренети во човековата свест. Јас сметам дека не треба да бидат променети. Но сепак, ова е прашање надвор од главната дискусија. Затоа се надевам дека одговорот ве задоволи и сега да им се вратиме на останатите гости и да им дозволиме да постават прашање. Денес го завршивме третиот дел Од книгата Односот помеѓу религијата и политиката во исламот. Еселаму алейкум.